Ковид пандемијата го погоди и приватниот сектор, но сепак задоволни се од годината зад нас во однос на 2020-та. Се повеќе домаќинства се приклучуваат на екосоцијалната платформа Рециклирај и донирај. Зголемена е количината на отпадно масло за 15%, односно домаќинствата вратиле 6750 килограми отпадно масло, а со тоа го искористиле социјалниот момент со донација 700 литри на сончогледово масло до бездомните семејства преку Сдруженијето Љубезност. Се креираат еколошките навики и дека се повеќе домаќинства меѓу себе исто така комуницираат, меѓутоа и се шири на еден начин самата акција, а со тоа значи постигнуваме добри резултати во поглед на одржливиот развој, кој што нели е еден концепт кој што е доста актуелен во последниве години. А тоа што значи? Тоа значи дека сите треба да внимаваме како живееме, да размислуваме на нашиот импакт кој што го правиме врз општеството, во овој случај врз животната средина со отпадот кој што го креираме и како се ослободуваме од него. Така да и тоа што сме присутни директно, значи во комуникација со домаќинствата, меѓутоа и преку социјалните мрежи, и кога имаме можност да говориме, секогаш говориме дека нашата еколинија е достапна за нив за да може да се информираат за акцијата, што е отпадно масло, како да го собираат и така натаму. Секако вашата цел е здрава и чиста животна средина. Така, тоа е главната и визија на овој систем, така и отпочна овој систем и можам да кажам еве конкретно кога говориме за чиста животна средина дека самиот систем досега има спасено има на еден начин од страната од природата над 6000 тони отпадно масло, говориме вкупно од кога е отворена оваа дејност, од кога почнавме до почетокот на 2021 година, значи тоа се 6 милиони килограми на отпадно масло кое што доколку не постоеше овој систем ќе завршеше во природата, доколку знаеме само дека 1 литар отпадно масло може да биде доста штетно за почвата, за водата и за целиот екосистем, тогаш импактот е голем. Меѓутоа, покрај тоа, како што говорев и за одржливиот развој, преку одржливоста на овој модел кој што ја постигнавме, се постигнуваат и други ефекти, не само еколошки, туку и економски. Сега имаме еден тим од над 10 вработени, кои што се обучени за да може да функционира овој систем. Имаме нова технологија имплементирано за третман и рециклажа на отпадно масло. Континуирано се извезува преработениот отпад надвор од државата, со тоа што се внесуваат девизни приливи, тоа е исто така добро за економијата, и секако имаме и се повеќе чекори кон искористување на зелена енергија. Значи, тргнавме од една визија, меѓутоа таа визија се проширува со повеќе ефекти и врз други сегменти и надвор од животната средина. Ги споменавте и другите држави, значи ли дека имате и меѓународна соработка, соработувате ли со блиските наши држави, односно од регионот и Балканот? Така, позитивно е дека нашиот систем за собирање и рециклирање на отпадно масло е проширен регионално, значи имаме партнери во Косово, која што им е пренесено знаењето од технологијата и како треба да функционира еден систем, и веќе трета година имаме одлична соработка со таа компанија, која што го собира маслото на таа територија и потоа маслото доаѓа кај нас, се допреработува, минува низ нашиот технолошка инсталација и повторно се извезува во Европа. Инаку секое масло кое што влегува во нашиот систем, од кога ќе се преработи, се извезува до наши долготрајни партнери, тоа е биодизел фабрика во Австрија, кои што таму го користат за производство на биодизел, кое што е алтернативно зелено гориво према стандардите N 14214. Поради тоа ние сме дел и од ISCCU, тоа е систем за сертификација на приватни субјекти кои што работат во индустријата за биомаса и биогорива. Тоа опфаќа многу видови и на биопроизводи и на отпади. И затоа имаме и строга контрола за следливоста на маслото кое што влегува во нашиот систем, односно како целосно функционира нашиот систем према нивните стандарди. Сакав да кажам дека значи секоја капка која што влегува во овој систем се извезува до Европа, до биодизел фабриките, за да се осигура дека ќе се искористи за бенефит на општеството, односно за производство на еден зелен производ. Функционираше ли годинава проектот Рециклирај и донирај во градинките и училиштата? Така е, тоа е еден проект кој што веќе исто така неколку години трае и многу ни значи како компанија, бидејќи се работи за едукација на најмладите. Преку таа едукација ние може да се осигураме дека ќе имаме одржлива иднина
односно иднина во која соодветно ќе се третира отпадот и нема да ја загадуваме животната средина сите ние како домакинства. Проектот се одвива, продолжи да се одвива, иако имаше пауза од една година во 2020 година. Во 2021 продолжи да се одвива во втората половина и моментално се одвива и ни е многу драго дека навистина добро функционира, бидејќи изнајдовме начин преку ликот на Петко, меѓутоа и со добро креиран едукативен материјал и нормално со желба од страна на градинките и директно на учителките, бидејќи тие се тие кои што треба да го пренесат знаењето, да овозможат една едукативна платформа на начин на кој што може да се пренесе на дечињата и да им биде интересно и секако да им остане во глава и да тоа е процесот преку кој што почнуваат да се креираат навиките за во иднина да се соодветно да се третира овој отпад. Ние имавме идеја уште кога почнавме со проектот Едукација за отпадно масло со градинките да тоа продолжи и во училиштата. Меѓутоа моментално поради ситуацијата со ковид и малку што запре проектот, сега сакаме да се вратиме во колосек уште една година, па потоа би размислувале дали може да се направи пилот проект и за во некој од основните училишта да видиме како ќе оди тоа. Тоа е малку покомплексно бидејќи тоа е дел од националниот план за образование и меѓутоа одлична идеја и сме размислували за тоа и се надевам дека ќе имаме можност да го направиме и тоа. Сунилен се отворени за посета со цел запознавање со системот, технологијата и начинот на кој што се третира отпадното масло.